Здраво и добре дојде во петтата епизода од серијалот Како да заработиш 30.000 евра годишно од твојот бизнис. Она што по 100 пат ќе го искажам и сигурно веќе си го запамтил, а тоа е дека не е важно колкав промет имаш, туку е важно на крајот на денот колку ти си заработил. Затоа секогаш кога соработувам со моите клиенти, ние не се фокусираме на промет, туку се фокусираме на добивката и размислуваме како најбрзо, наједноставно до посакуваната добивка. Денес ќе зборувам за премиум продажба и верувај дека овој процес не е нешто што ќе го направиш ти преку ноќ, но сакам да ти дадам јасни чекори каде треба да се насочиш сега и во иднина, оти продажбата е секако дека е наука цела, но доколку примениш неколку од овие работи и ги повторуваш со текот на време и се подобруваш, јас сум сигурен дека сето ова ќе ти влијае и понатамо за да растеш, односно да заработуваш. Она што е најважно да го сватиме следно. Секој еден човек при моментот на купување мора да донесе одлука. Она што е фрапантно е дека луѓето донесуваат одлука уште пред да почне да соработува со тебе. Што тоа значи? Дека ти мислиш дека одлуката ја носи на продажен разговор кога зборувате, а реално одлуката човек ја носи далеку пред воопшто да се сретне со тебе. И знам дека ова ти звучи комплицирано, но токму затоа една од најдобрите стратегии за продажба на услужно ориентирани бизниси е преселинг или предпродажба. Што би тоа значело? Тоа значи дека најголем дел од луѓето пред да донесат да купат одлука, сакаат најпрво да те запознаат. Колку помалку те знаат, толку потешко ќе ти оди продажбата. Следна работа што секој еден човек, па и ти, па и јас, сакаме да знаеме дали овој човек ме разбира, дали овој човек ме сваќа, дали овој човек ме слуша што му зборувам, дали овој човек е компетентен мене да ми го реши проблемот, дали овој човек има доказ дека тоа веќе го сторил претходно, и она што е најважно, дали ќе го почитува зборот кој што го дал или можеби некаде ќе се изгубиме, што значи довербата е клучот. Сега, ако рековме дека мора човекот да не запознае претходно, а ние не водиме едукативен, информативен маркетинг, дали му даваме предност на човекот да не запознае со нас, со нашата визија, нашите вредности, нашите ставови, патем го едуцираме за да не навикне, да не научи, да не конзумира, и подоцна дојде само да крене рака, сакам да соработуваме, или ова го забораваме, буквално не чини секојдневно пари. Она што исто така го гледам секој божји ден на терен е дека луѓето продаваат на 100 канали. Што значи тоа? Телефонска продажба, мејл, SMS, имейл секвенции, семинари, вебинари, еден на повеќе. Ова е првиот проблем кој што мораш подхитно да го решиш. Што тоа значи? Јасен и прецизен одговор на ова прашање. Во што си ти најдобар? Тоа што некој прави пари преку продавање на вебинар, зошто мора да мислиш дека и ти мораш истото да го правиш? Зошто некој што е добар во директна продажба еден на еден, а ти може би ти е тешко, зошто мислиш дека мора ти тоа да го правиш? Тоа што некој е добар во друг начин на продажба, имейл секвенции, продажни фунели, веб страна или како и да е, зошто мислиш дека ти истото мораш да го правиш? Зошто е ова важно? Оти за да научиме една област и станеме експерт само во таа категорија, нам ни е потребно време. Ако ти продаваш на 100 канали, Инстаграм, вебшоп, директна продажба, телефонска продажба, вајбери, мајбери, ти си изгубен случај. Не можеш да дадеш на 100 места иста енергија и не можеш да имаш 100 техники за 100 различни клиенти на 100 разни начини. Затоа првиот чекор или заклучок за денес запиши. Само одбери еден продажен канал за кој што си најдобар. И немој да размислуваш што уште не знаеш, што уште се може, ама ти треба да експериментираш, само заборави го. Твојата првична цел за да заработиш 30.000 евра годишно е само да одбереш во едно што те дал Господ, што имаш дарба или она што ти оди добро.
Зошто? Секој канал бара своји вештини. Рековме, зборувавме во првото видео, кога зборувавме за бизнис модели. Едно е да продаваш еден на еден, друго е да продаваш на вебинар, трето е да продаваш од семинар, трето е да продаваш пред група луѓе, четврто е да продаваш преку имейл секвенци, петто е да продаваш преку фунели, шесто е да продаваш преку вебсайт, значи се тоа различни техники. Сето тоа бара различно знаење и вештини. Ако се согласуваме со фактот, а јас сум сигурен дека ќе се согласиш, секој еден стоматолог, за да биде добар стоматолог, мора да заврши факултет медицински 6 години. Уште 6 месеци до 1 година стажирање. Уште 3-4 години работа постојано, значи добри 10 години му треба да биде одличен стоматолог. Добри 10 години му треба да биде одличен архитект. Добри 10 години му треба да биде одличен инженер. Добри 10 години му треба да биде добар дизајнер. Значи за секоја професија мора одреден број часови повторување на една иста активност. Моето прашање е следно: зошто мислиш дека ти можеш на 10 начини да продаваш? Зошто мислиш дека можеш да продаваш 100% и секоја продажба да ти завршува со договор на начин како што сакаш, кога немаш вложено 10 години во едукација за продажба? Сега сам на себе одговори и ова го добивам во 9 од 10 случаи. Дали во последно време прочита конкретни книги за продажба? Дали применуваш еден продажен модел? Дали одиш и редовно вежбаш продажен разговор? Дали ги запишуваш сите фази и знаеш во која фаза што зборуваш? Дали имаш расчистено мајндсет што е продажба? Дали е далавера, дали е уверување, дали е нечесно, јас не можам да зборам, јас не можам брго, јас не можам споро, ако му наплатам премногу да не го... Значи, милион работи зависат дали ти ќе оствариш или нема да оствариш продажба. Она што е сигурно, секоја продажба се дели на 3 фази, односно 3 клучни работи се важни за да оствариш секогаш предвидлива продажба. Првото е јасен мајндсет, да имаш јасен став, чиста мисла, а не зборуваш со клиентот, паметот ти лета. Што ме прашува, и овој не купува, овој што ми има многу прашања, ништо нема, офис овој нема работа, има работа, а затоа ме прашува, затоа што тоа е внатрешен диалог. Ако ти не го слушаш клиентот, туку водиш интерен разговор, ти ништо не слушаш што клиентот ти збори. Тоа е идентично како да те гаѓа со 100 евра, со 1000 евра, клиентот ти вика, ти мајка земи ги пари бе, ама ти пријателе не за го слушаш. Зошто? Затоа си вртиш во свој филм. Следна работа, што значи? Чиста мисла, чиста глава, фокус на клиентот, а не да влезеш од емотивна состојба. Ова ако затворам ќе имам за струја. Уште една продажба за да... Значи, не смееш никогаш на продажен разговор да влезеш од емотивна состојба. Секогаш кога во еден продажен разговор си емотивно вржан за конечниот исход, значи се надеваш дека ќе продадеш, ти не си свесен што се случува на продажниот разговор. Клиентот ти кажува што го боли, што не сака, зашто се плаши, но ти не го слушаш. Значи, заклучок, прво е добро посложен ум, да ти биде јасно што е продажба, да ти биде чиста главата, да знаеш дека работиш честно, да знаеш дека му помагаш на клиентот, да имаш верување дека заслужуваш да заработиш, да имаш честност и доверба во сам себе, и во тимот, и во производот, и во услугата, и тогаш да бидеш спокоен. Втора работа што ти е потребно е знаење и вештини. Ако ти немаш знаење за твојата услуга, ако немаш, претходно зборувавме за премиум понуда, ако немаш знаење да ја искомуницираш таја прецизно, ласерски точно, да кажеш се што спаѓа, што не спаѓа, да нема никакви очекувања, ако имаш вештини како и тоа да го искажеш, ова е најголемиот клуч. Ова е најголемиот клуч кај што паѓаат куп број на предприемачи, односно продавачи, каде што мислат дека се суштината на зборовите е важно, каде што мислат што е важно да изнакаже на една маса, каде што мисли дека треба да го фрапира со споредби на други производи, на други клиенти или не знам што и да наведе 300 работи во ширина, при тоа заборавајќи дека ние сме луѓе. Што влијае на една продажба и ова ти спаѓа во знаење и вештини. Треба да знаеш дека сите ние луѓето перцепираме и примаме информации преку 3 сетила. Ги имаме 5, но фокусирај се на 3. Вид, слух, чувства. Визуелно,
аудитивно, кинестетички, како се чувствувам. Она што носат луѓето одлука при купување, влијае твојата самодоверба, како ти изгледаш, дали си исправен или си свиткан. Ако си свиткан, одма знае дека немаш самодоверба. Ако имаш јасно исправено тело, ако имаш добар изглед, ако твојот простор е уреден, првиот чекор ти е решен, а она што е интересно, 57% од секоја наша комуникација помеѓу двајца или повеќе луѓе влијае како човекот се чувствува во твое присуство. Што значи тоа? Од 100% зборување или 1 час продажен разговор, твојот клиент нема ништо да запамти, освен она што ќе го запамти 57% како се чувствувал во разговорот со тебе. Дали бил под стрес, дали чувствувал манипулација, дали си му огурал, дали си го сослушал, дали го се разбрал, дали сте влегле во нормална дискусија, дали бил отворен па можел да каже што сака, дали ти си му оставил простор да искаже. Значи, продажбата е фокусирана на чувства, а не ти што ќе зборуваш цел ден. Само 8% од нашиот разговор е фокусиран на содржина. Што тоа значи, ќе те фрапирам. Од 1 час продажен разговор, само 8% од илјадници зборови кои што ќе ги искажеш, твојот клиент ќе ги слушне и ќе ги запамти. Тоа значи дека треба да внимаваш не колку зборуваш и како зборуваш и што трескаш и што све знаеш, туку да обрнеш внимание на дикција. Што е дикција? Тоналитетот. Дали ќе збориш монотоно, па бидеш досаден, или ќе зборуваш полека, јасно, па правиш паузи. Дали после секоја реченица правиш пауза, да може човекот да ја свати мислата што си ја кажал. Дали му пушташ простор не само да размисли, туку и да постави прашање. Дали играш со тоналитетот и ги истакнуваш клучните важни зборови? Или се досаден продавач кој што зборува на брзина, еве и ова имаме, а купи тоа, и Перо купува кој нас, ако знаеш Живко, од кај си ти од Струга? Па на Струга му монтиравме сега, ова работиме, еве у Струга имаме екипе, и ова работиме, ако сакаш и ова и оно. Полека ве човек, ништо не те разбирам. Збунет човек не купува. Значи, основното правило во продажба, а продажбата е комуникација помеѓу двајца или повеќе луѓе и нема ништо повеќе од тоа, единствено значи дали знаеш што зборуваш и дали правилно истото го искажуваш. Зошто е ова важно? Затоа што е важно да одбереш еден продажен канал и да станеш како оној хирург, како оној стоматолог, како оној програмер, 10 следни години да го зборуваш истото на идентичен начин, истата понуда, да можеш да имаш време да размислиш што се збунети луѓето, да му ја мериш реакцијата, односно да бидеш способен не да зборуваш и да размислуваш што уште ќе додадеш во твојата комуникација, туку да можеш да се фокусираш на соговорникот. Дали очите му бегаат лево горе, долу десно, оти тоа се несвесни сигнали кои што ни го праќа секој човек. Телото е побрзо од устата. Телото секогаш ти кажува дали човекот те следи, дали те разбира, дали се согласува, дали не се согласува. Но ти ако си обземен само со себе и во свој филм, ти истото ништо не си во состојба да го забележиш. Затоа, одбери еден канал, внимавај на дикција и доаѓаме до третата ставка, се сеќаваш, мајндсет, време, ова е знаење и вештини и сега систем. Како очекуваш ти да знаеш каде да се подобриш, дали зборуваш брзо или споро, дали премногу зборуваш или премалку, дали истакнуваш клучни работи, не истакнуваш клучни работи, дали знаеш и ги следиш клиентите или не, дали правиш пауза или не правиш пауза, дали поставуваш паметни прашања со логичен редослед или не поставуваш. Никогаш нема да се подобриш и да го пронајдеш успешниот рецепт, се доколку секој твој разговор го менуваш. Затоа Александар е противник на стотици книги кои што зборуваат глупости,
ти треба да имаш скрипта, ти треба да имаш продажно сценарио за овој клиент, ти треба да знаеш техники како да му вратиш, како да затвориш продажба ако те праша ова, ако те праша ова, брат, не ти треба 100 техники, тебе ти треба еден чист ум, една идеална понуда, еден начин на комуникација. Што тоа значи? Сакаш совршен рецепт, па немој да дотураш состојки постојано. И ако смениш, ќе смениш една. Ако сакаш да направиш перфектна пица и постојано дотураш повеќе брашно, помалку брашно, повеќе вода, помалку вода, повеќе зејтин, помалку зејтин. Па еднаш едно брашно, па друг тип брашно, па еднаш го печеш на 200, па еднаш која ќе ја направиш ти, брат, пицава да биде идеална? Ако при секое правење пица ти менуваш 3-4 различни состојки, како знаеш што ти успеало? Затоа го зборуваме за третиот факт, а тоа е систем. Секогаш на идентичен начин. Зошто ти е ова важно? Па ти ќе дојдеш до 30.000 евра добивка, ако се ова го применуваш, у тоа немам проблем никаков. Но што е важно? За да одиш сега на 100.000 евра добивка, не можеш ти сам да зборуваш. Секогаш тој праг, кога сакаш да се искачиш нагоре, ќе дојдеш до фактот дека се тебе те бараат, се преку тебе, клиентите те бараат, секој сака со тебе, да. Супер. И сега ти си вработал уште еден продавач, двајца продавачи, а никогаш не може да научат они да продаваат. Зошто? Зошто со секој човек зборуваш различно. Зборуваш на свој начин. Овие до тебе немаат обука, не знаат што зборуваш, никогаш не си ги обучил, нема каде да прочитаат, нема како да вежба со кого, како он да те копира и како он да научи како да продава како тебе. Што се случува најчесто во продажбата кога работам со тимови? Секогаш ми велат број еден проблем. Секогаш. Па види Александар, ја не можам као Перо, он е таков е, он сака да зборува, он таков е, јас не сум таков. Или некој ќе рече, па да, лесно му е него, ама тој работа 20 години ме се, ја за 2 месеца очекува. Што значи дека никогаш нема да направиш продажен систем. А, доколку си свесен како зборуваш, што зборуваш, се снимаш, запишуваш, подобруваш, се што ти е потребно за да се мултиплицираш, е подоцна да направиш еден тренинг, но и цел твој тим да знае. Ако поставуваш прашање, зошто го поставуваш тоа? Ако молчиш, зошто молчиш? Ако, не знам, ако зборуваш полека, зошто зборуваш полека? Кој содржини, кој речник, што треба? Ова е, брате мој, продажен систем. Без ова, секогаш ќе бидеш осуден да работиш 24/7, ностоп да се јаваш телефони, газ преку глава да работиш. Зошто? Затоа што имаш луѓе, ама како тие ќе те научат? Никако. И еве ти кавги, уште го плаќам 1000 евра и ништо не продал и он не знае, па како да научи, бе, брат? Никој не се раѓа, не знам, никој не е роден да биде продавач. Резиме, премиум понуда е одбивање. Премиум понуда не е гурање под нос. Еве ти, ќе ти покажам и докажам. Замисли само, врати се назад кога си бил на 7, 8, 10 годишна возраст. Дали постои, можеш да се сетиш, на едно јадење кое што ти било одвратно? Можеш ли да се сетиш на некое јадење кое што, не знам, мајка ти го правила, или баба ти, небитно, ама ти уста не ти се отвара? Имаш ли такво јадење? Супер, се сети. Што прави родителот? Ајде касни, синко, пробај од ова, боранијава е вкусна, има витаминчиња, ќе пораснеш, ќе бидеш здрав, ќе можеш поќе да трчаш. Нели, пробува со убаво. Што значи тоа? Родителот сака да му ја продаде здравата храна на синот или ќерката. Тоа е продажба исто. Што прави детето? Што си правил ти? Не можам, неќам, не, така, не годуваш. Што сега прави родителот кога е свесен дека нема ти да јадеш? Што прави? Печка ти матер, ѓубрени едно, мајка ти 2 сати праje ручек, никој не праje ручек, сите се мачат, работаат ова она, гледа мајка ти купува, ја купувам најубав пазар, нонстоп овдека ти готвам за кого готвам ја, џукело една јади, не јадеш? Ќе ти бе матер сега ушија ќе ти го напикам ова, само не јади. Нема да јадеш, само не ја изади боранијата. И точакот ќе ти оземам. И нема да идеш и на кошарка. Само не јади, има да те заклучам у детска таму и нема да мрднеш. Што прави сега родителот? Или ова, јас измислувам глупости. Што прави родителот? Се обидува да го манипулира своето дете,
да ја оствари продажбата на сила. Во овој случај родителот има авторитет, па може да игра со детето како сака. Но кога ти си продавач и имаш клиент, авторитет за тебе е купувачот. Ти не можеш да се однесуваш како твојата родител што се однесувал. Но секогаш запамти, секој еден продавач, кога гура на сила, купи од ова, купи ова, земи од ова, земи топи ова, земи ова, што прави всушност несвесно? Несвесно игра улога на родител. Едно е сигурно, никој не сака да купи кога некој го присилува. Никој не сака да гура и да си биде манипулиран. Затоа, првата лекција во премиум продажба гласи: немој да изгледаш како еден удав, глупав, досаден продавач. Продавач кој што гура, манипулира. Продавач кој што убедува. Продавач кој што не ја затвара устата е ѓубре, а не продавач. Премиум продажба се базира на одбивање, а не на досадна работа. Затоа 99 од 100 луѓе имаат проблем со продажба, не сакаат да се бават, не сакаат да се бават со продажба. Зошто? Затоа што мислат дека продажбата е манипулација. Секој дневно купуваме некаде, секој ден некој ни соли памет, секој ден некој ни ја гура под нос производот или услугата. Што вели нормален човек? Па не ќе ја да бидам манипулатор бе, ако тој нема достоинство, ја не сакам таков. Затоа луѓето не сакаат да се бават со продажба. Затоа што мислат дека тоа е продажба. Ти како прв човек на твојот бизнис треба да сватиш една работа. Дека кога ние одбиваме, всушност привлекуваме. Уште еднаш ќе кажам, кога ние одбиваме, тогаш ги привлекуваме луѓето. Што значи тоа? Кога нешто трча кон нашиот мозок бега. Кога ние одиме кон од другата страна бега, односно се е обратно од тоа што го мислиме. Еве ти еден пример. Што значи продажба со одбивање? Ајде да се вратиме наназад. Кога еден човек сака да флертува, сака да запознае девојка или момче, што прави? Да се вратиме на сценарио. Ти се удвараш, автоматски што прави од другата страна другиот човек, девојка или машко? Лета у облаци, се подмочува, глуми лудило, као си ти неважен, па ја не сум лесна, па ја не сум лесен, па... Значи што прави? Му прија тоа горделивоста и глуми незаинтересиран. Колку поќе ти трчаш некај него или неа, тоа толку поќе бега од тебе. Зарем не е исто и во продажбата? Колку повеќе ти силуваш на некого нешто, толку повеќе се создава отпор. Значи, што можеш ти да направиш? Наместо да одиш во продажба со намера идем на Живко да му продадам, твојата задача е да одиш на продажен разговор и да дознаеш зошто Живко нема да купи од тебе. Зошто Живко не треба да купи од тебе. Тоа е обратен мајндсет. Тоа значи дека не гураш, туку сега поставуваш прашања. Ајде да видам дали реално му треба оваа услуга. Ајде да видам дали сега сака да соработува. Дај да видам што може да тргне наопаку. Дај да видам дали он има буџет за ова да ќе плати или не. Ајде да видам дали е способен и сака да плати. Ајде да видим како ќе тече соработката. Дали има добар тим или после ќе имаме проблем. Значи, оние проблеми со кои што секојдневно се соочуваш, одиш на состанок да видиш дали соработката со тој клиент некаде ќе се случи наопаку. Зошто јас имам секогаш продажен разговор кога некој ќе се пријави да соработува со мене? За да видам дали е он во моментот свесен дека има проблем, бара решение и е подготвен да плати со време, пари и енергија. Ако не е свесен, ако мисли дека државата не чини, економијава не чини, конкуренција е премногу, не можам јас да му помогнам. Бара проблем кај што не му е место. Ако е свесен дека е до него проблемот, тогаш јас можам да му помогнам. Втора работа, ако е свесен и бара решение, значи сака да го реши проблемот, а не само информации, тогаш можам јас да му помогнам. И третото е да може да плати со време,
пари, енергија. Зошто време? Па нека го плати тренингот. Ако не се појави на вежби, на работилницата што ја имаме, како ќе оствариме успех? Никако. Јас зборувам, ама него го нема. Ако не плати, како јас да бидам мотивиран да соработуваме? Ако нема енергија, истото да го спроведе во дело, како он ќе добие резултати? Значи, јас не сум фер и моја е улога, како продавач, да идентификувам дали овој клиент е добре дојден за соработка со мене или треба да му кажам, извини, во моментот не си подготвен за соработка со мене. Реши го тоа и тоа, па бујном дојди. И кога на луѓето ќе им кажам јасно и гласно, немој да ми веруваш, само експериментирај, пробај. Кога ќе му кажам, извини господине, зошто чувствувам дека едноставно овој програм моментално не е за тебе? Дали луѓето се навикнати да комуницираш отворено и искрено со нив, или се научени да ги убедуваш, аман купиш и ти мајка? Тука е моментот на вистина. Олку ги отвора ушите. Зошто? Оти никој од нас не е навикнат да му речеш, чекај бе, пријателе, не е ова за тебе. Тогаш имаме доверба. Не е манипулација, зборуваме искрено. Па ќе праша, зошто бе, Александар, не? Затоа што у моментов гледам дека си презафатен. Треба да одвоиш 2 часа неделно. Ти ми кажуваш дека си гъс преку глава, дека немаш време. Можеш ли да најдеш 2 часа или не можам? Па види и тогаш кога би соработувале, па би можел. Значи, гледај како решаваме едно по една ставка. Ама мора да ми вети дека ќе дојде нон-стоп. Мора да ми вети дека ќе работа на секоја задача. Оти јас и он мора да соработуваме за да имаме резултат. Ако ти се бавиш со програмирање, ако се бавиш со дизајн, ако се бавиш со било што, маркетинг агенција, што и да е, дали тебе од другата страна ти треба отворена соработка? Сте се договориле за цена, сте се договориле за све, супер, да. Идеш ти на состанок, он ништо не припремил. Треба да идеш да му мериш, не знам, сакаш 3D дизајн за цела куќа, идеш тамо, гледаш дека ништо не е готово. Висат, не знам, гипс картон недовршено, плочки не стајано, што ќе правиш ти со човекот? Па ај се ќе се убедуваме, јави ми ти кој ќе бидеш готов, па ја кој е готов, па ова, и што направме? Падна договорот. А ако си ти премиум човек, што ќе прашаш? Не е проблем, ќе соработуваме. Но дај кажи ми прво, дали имаш ставено кошелица, дали имаш гипс картон, дали има јасно, кој ќе пратам човек или дојдам ја на лице место, дали ќе можам да земам мерки или не. А не бргу да добиеме, па после имаме 300 проблеми. Значи, навреме да ги идентификуваш. Следна работа, работеш архитектура, така. Па ако навреме не ти достави документи, ако не соработувате како што треба, ако немаш човек јасно за комуникација, како бе ти ќе соработуваш со него? Па после проблем наплата, па се разлекол проектов, па луѓево се неодговорни. Нема брат. Ти треба да бираш кој е за тебе, а кој не е за тебе. Значи, одбивање е всушност привлекување. Секогаш кога одиш во продажен разговор, да идентификуваш каде може да тргне проблемот од соработка со човекот, во кој сегмент, во кој дел, и ги расчистуваш преку поставување на прашања. Ако не пронајдеш ни еден проблем, тоа значи дека човекот е добре дојден. Ако уште не се отвора уста, а некој те праша, колку е цена, доколку работите, како изгледа? Дали твојот идеален клиент разговара и ти поставува вакви прашања? Ако имаш вакви прашања, а знаеш дека преку кој ти поставува вакви прашања, никогаш не купува, зошто и понатаму му ги одговараш овие глупи прашања? Наместо тоа, одбий го. Сори, господине, обично луѓето кои ме прашуваат цена, никој од нив не купува. Зошто имам чувство дека и ти ме прашаш цена само колку да ме прашаш? Александар, може да ми испратиш понуда да видиме како работиме, што работиме, па да споредиме, па да видиме. Во ред, ќе ти испратим понуда. Дали е проблем сега да седнеме и да ја направиме понудата и да ми објасниш што ти сакаш да стои во понудата? Зошто ти е важно оваа понуда? Па ми треба, па види, па на 3 места, па на 2 места. А зошто на 3 места, па и кај мене? Што сакаш да стои во понудата? А што прави аматер? Нема проблем, ќе ти пратам понуда, нема проблем и ова, нема проблем и тоа. Праќаш понуда и после не ти се јавува на телефон. Си се договорил, ти платил аванс и после не отвара врата, мерка не можеш да земеш. Си отишол на објект, не можеш монтерите да изработаат.
Си отишол тамо, нема од централен регистар едно обичен документ и се влечете со месеци за еден извод да извадиш. Па каква таа е соработка? Затоа во премиум понуда, се што бараш и се што тражиш, дали е тој твој идеален клиент? Дали соработката ќе тече како што треба? Дали е свесен дека има проблем? Дали бара решение? И дали е подготвен да плати со време, пари и енергија? Продажбата се добива најпрво овде, па после на маса. Ако си ти со чиста совест, дека одиш на разговор да ја дознаеш вистината, а не како еве има уште еден клиент, еве уште еден добивме, уште друг добивме, па после никој не ти се јавува, или те развлекуваат, и тоа го правиш година, 2, 3, 5 назад, смени игра, човече, што да ти кажам. Прегледај го ова видео многу пати, примени 10% од ова и пиши ми во коментар дали ова има смисла или нема. И Александар нема ништо да ти каже доколку не применува на себе и на своите соработници. Но применувајќи ја оваа стратегија, стотици луѓе со кои што соработуваме, секоја среда кога доаѓаат на мастермајнд и кажуваат благодарности, знаеш што зборуваат? Ја дуплиравме продажбата, обараме рекорди, се добиваме подобри клиенти, имаме клиенти, не можеме да стигнеме со работа, ја букиравме цела следна година, календарот ми е фул, обараме рекорди, најдобар месец до сега. А што се случило? Истото ѓубре, истите луѓе, истите клиенти, но некој се променил, применувајќи го ова. И за крај, ќе те подсетам, еден клиент, една целна група, една идеална понуда, едно продажно сценарио. Додека не научиш едно ѓубре на 100 клиенти на ист начин, немој да менјаваш стратегија. Не си ти смотан, само ти фали фокус и на една иста работа. Знам дека е досадно, ама види, и да чистиш кондори е досадно, ама кој ќе чистиш илјадници, ќе станеш експерт. И да шмирглаш медиапан е досадно, ама со шмирглање на милион парчиња, само што ќе отчепнеш ова, хоп, знаеш кај е проблемот. Значи преку повторување до совршенство. Не можеш да повторуваш 100 работи на различен начин, оти немаш 100 животи. Ако имаш еден, ако сакаш да работиш паметно, а не напорно, ако сакаш твојот бизнис да ти служи тебе, а не ти да му бидеш измеќар, ова е формулата, јас друго не знам. Значи и за самиот крај. Под ова видео имаш линк, пријави се на newsletter. Зошто е важно на newsletter да се пријавиш? Затоа што кон крајот на овој серијал ќе имаш сигурно куп прашања, ќе имаш куп нејасноти, па ќе и можеш да бидеш навреме известен кога ќе имаме бесплатен тренинг за да можеш да поставиш прашања, да можам да ти одговорам. Поинаку не може. Премиум понуда е ограничување. Премиум понуда е поставување правила. Ако си ти премиум предприемач кој што сака ова да го имплементира, повели, пријави се, кликни, дојди. И сега ќе речеш, па Александар, зошто ова би го правил ти бесплатно? Не е бесплатно, пријатело мој. Има повеќе валути за плаќање, со кои што сите ние плаќаме. Една валута која што јас имам ценам во моментот, која што ти ја плаќаш, е твоето внимание. Ти денес одбра да го прегледаш ова видео, а во истиот момент можеше да одиш на кафе, можеше да идеш да тренираш, можеше да идеш, не знам што други работи, да на крајот краишта да скролаш на Facebook, но ти одбра мене да ме слушаш. Значи јас ги го оценам твоето внимание што си одбрал мене да ме слушаш. Ти плаќаш со време и со внимание. И затоа јас сакам да те наградам со бесплатен бонус, да можам да ти одговорам на било кое прашање кое што го имаш. Не плаќаат луѓето само со пари, немој да се грешиш. Поздрав и се гледаме во следната епизода.